Почитувани гледачи на Отворена телевизија, денес се наоѓаме во кабинетот за медицинска психологија и со нас е Јован Велески, специјалист по медицинска психологија. Прво да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да поразговараме. И ајде да почнеме од тука. Сакаме да разговараме за една појава која што е се почесто јавно се зборува, тоа е врсничкото насилство или како што сега модерно се нарекува булинг. Кој е вашиот однос кон таа појава или вашиот став? Да, значи генерално првен да ве запознам, кабинетот за медицинска психологија и психотерапија работи, функционира 40 години без малце. И тука воглавно се решаваа проблемите кои се од психолошка природа на нашите граѓани и околината. Меѓу другите проблеми, еден и проблемот кој го опфаќа овај дел на социјалната патологија, тоа е врсничкото насилство или булинго, како што денеска го вика во современиот свет. Моје, бидејќи сум постара школа, сметам дека такви бомбастични наслови само ја отежнуваа позицијата на една појава која секогаш постоела во општеството и меѓу децата и меѓу младите. Тоа е дека секогаш имало малтретирање на појаки према послаби. Тоа да, од секогаш го има, постои, но дали со брзиот начин на живот, каде што се ствараат поголеми разлики и особено... Значи, генерално во основата на да малтретираш некој послаб е лична фрустрација. Личната фрустрација може да биде отфрлена од недоволно заинтересираност на родителите, недобро воспитување, неприлагодено социјално однесување. Значи, може да бидат разни причини или пак може да биде некоја несразмерно хормонален раст на мускулатурата и скелетниот систем на некој момче, кој те нагло расти, па во сета екзибионизам на неговата експресија мускулна се појавува и малтретирање и насилство. Општеството нашло различни начини да ги канализира. Едни од тие начини се тие борилачките спортови кои постојат, други начини се на канализирање на агресивноста и уметноста. Кај нас и во по-примитивните средини, по-природните средини се уште постои овај физичкиот начин на решавање на фрустрациите. Нема да го користам терминот булинг, затоа што сметам дека тој е доста бомбастичен и само ја долева нафтата на огно, за да се прави некоја фама дека ете тоа е некоја појава современа, и го сметам дека овој израз е акроним на едно аналогно логичко размислување како што денеска се појавува низ технологијата на комуникација, електронската комуникација. Сакал да ве прашам, една од работите кои што се јавува обично кај жртвите, тоест една најважната работа е тоа е стравот од пријавување на насилникот и затоа и може да се случи малтретирање во подолг временски период. Како препорачувате на жртва на малтретирање, според вас, како што го дефинирате, да се ослободи од тој страв и да побара помош? Постои, значи, наука која се вика виктимизација. Значи, жртвите не се случајно избрани, туку се намерно избрани од страна на насилниците, бидејќи тие ги сметаа за немоćни и за нерезилиентни, односно не можат да дадат доволно отпор. Ако видите вие како се изведува малтретирањето во рамките на таа рана детска возраст, ќе видите дека тоа се група на покрупни момчина кои што малтретираат послаби момчина или девојки. Исто, или тие групи се со цел да бидат доминантни, да се наметне еден хегемонизам
на однесување за кои што тие се сметаат дека се многу важни или дека нив нешто му е ете така приоритет да покаже некоја снага, сила, доминација, која во основа има, реков, фрустрацијата во рамките на нивното воспитување. Исто така, како што се однесува за насилниците, исто така се однесува и за жртвите. И жртвите се лица кои што се воспитани на тој начин да бида неотпорни. Значи, основна цел на секој родител е не детето да го направи агресивно, него да му даде форма во која ќе може да направи самозаштита. Обично, кога се случуваат вакви малтретирања, родителите многу касно реагираат или се уплашени. Најчесто бидејќи тие ги воспитуваат децата да не биде агресивни и наеднаш се судира со таков начин на размислување кој е многу агресивен и физички ги малтретира нивните деца. Значи видиме во, ако можам да направам некој извод дека и доброто воспитување некако е... Не е тоа добро воспитување. Значи доброто воспитување е да го воспиташ детето да си го знае интегритетот, да си ги знае својата сила, да си знае својата моќ, да реагира правовремено. Ние денеска сме сведоци на брутално насилство. Значи ни светот има брутално насилство. Са сета среќа војните се многу далеко, меѓутоа пред 20 и некоја година имавме на оваа територија војна. Тие што може да се заштита, може да преживее. Ние, луѓето, сме само анимал символикум во однос на животните. Ние го преживуваме нашиот живот. Без разлика што ете, низ сета таа цивилизација сме учели културно да комуницираме и ненасилно да комуницираме. Меѓутоа гледате како насилството во основа се појавува во основа на една реакција, природна човечка реакција која се вика бес. Така, ако... Извинете, бесо е недостаток на љубов. Недостаток на емпатија. Така. И излегува тогаш не на тој што не дава љубов, него излегува на тие што не може да му врата со агресија. Едно дете, ако престанете, ако го малтретирате, како родител, тоа нема вас да престане да ве сака. Че престане да се сака себе си. И тој модел на учење, на научено несоцијално поведение, че го применува секаде кај што ќе стаса. Значи имаме многу такви случаи. Најчесто се последица на патологија во семејството, било каква психичка или физичка болест, или многу детни семејства, неконтролирани семејства, каде што се е излезено од контрола и каде што децата се излегува. Кај семејства кои што има една динамика да ги социализира децата, нема такво малтретирање. Сега. Со оние деца кои што потекнуваат од семејства кои што не се многу детни, а својата сила за да бидат насилници или малтретирачи ја влечат од моќта која што имат заради општествената положба на нивните родители. Тоа ми беше наредниот одговор, дека во рамките на ситуираните семејства се појавува еден екзибиционизам. Ако го прашаме Фројд, тој ќе рече дека се тие фалусни символи, кујчи, мобилни, џипови, значи символи кои што презентираа некаква моќ. Видете ги статуите вие од античките, од прастарите цивилизации, ќе видите дека тие се направени гломазни, нема во природна. Обичниот човек е во природна величина. Значи таа моќ мора да се презентира. Така и овие генерации кои се стекнале со материјални добра, кои направиле едно ниво кое што е над средината во кој што живее, тие фактички се екзибиционисти. Тој екзибиционизам се пресликува кај децата. Да се биди поинаков од другите. И како ќе се манифестира?
може да се манифестира како што беше случај во Србија. Со таква агресивност може да се манифестира со други аномалии, се со цел да се биде малце поинаков од другите. Тие деца се интелигентно супериорни. Али во која насока? Во насока, паче речам, денешната електронски медиуми ја диктираат формално логичката структура на размислувањето на децата. И сега сакам да ве прашам дали можете да дадете одреден совет, особено до стручните служби во училиштата, кои што се содружуваат најчесто со таков тип на проблеми, каде што одредени деца се жртви на овие деца кои што потекнуваат од семејства со фалосни символи. Стручните служби се стручни служби. Тие имаат различна форма на образование. И јас тука не можам да дам генерализирана насока, бидејќи секој случај е поединечен. Меѓутоа, тие колку да се едуцирани да некаква насока, во ова општествено окружување кое живееме, не функционираат државните еквиваленти кои треба да се справа со ова. Еве ќе ви кажам еден пример. Имаше едно момче кое тренираше джудо. И тоа момче беше нападнато од група насилници во средно школа. За да се оттараса од проблемот, го избркаја момчето наместо да го заштити од насилниците од училиштето. Го донесоја во друго училиште. И во другото училиште насилниците го нападнаа. Бидејќи тој беше физички як, можеше еден по еден, двајца по двајца да ги среди. И од тоа училиште го избркаја. Употребувајќи вештината во самоодбрана, во случај. Да, во самоодбрана, и то со камери. И на крајот испадна дека и од третото училиште, мислам дека заврши Крушево, меѓутоа што беше интересно, дека и државниот правобранител не покрена постапка против тие деца кои беа познати деликвенти. Не го малтретираја само него, не го малтретираја една поголема група. Значи, самиот систем го отфрли детето за да си ги заштита позициите во кои се најдоја како директори, како стручни служби, правници и така натака, значи го отфрлија детето. Ако рековме дека за правилно канализирање на фрустрациите или вишокот негативна енергија можат да ги запишат своите деца на боречки вештини, на одредени спортови, да се занимаваат со уметност, што треба да прават родителите кои што имаат деца кои се веќе жртви? Рековме да тоа треба да се воспитува од рана возраст, да си го заштити интегритетот, но стигнале до еден стадиум кај што станале тие послави деца, помалку може да се заштитат кога веќе го има проблемот како еден родител да се постави тогаш. За ни важи едно правило, значи овој свет не страда од лошите луѓе. Овој свет страда од наивните луѓе. Значи, мора да свата во која функција и што може нивното дете да го најде. Деца ко деца не слуша, додека се мали можеш да ги воспитуваш, меѓутоа кога ќе дојда во адолесценција, тие се спремни да врата. Некој да се повлече. И затоа ние во Македонија имаме таков систем на воспитување. Каде да појдиме, сме мирни тивки, исполнителни, меѓутоа може да се бунтуваш само тогаш кога си под дејство на алкохол. Затоа што тогаш фрустрациите излегува. Тогаш излегува, се ослободува контролата. Значи, ние не знаеме со што располагаме како квалитет. Значи, едно образование, една борилачка вештина, една петка, не значи ништо во животот на едно дете. Значи, тој треба да си ги знае квалитетот. Тој може да знае да реди плочки и да заработува за живот и да биде среќен. Тој може да знае да
решава задачи и да биде одличен математичар. Тој може да знае да се занимава со кошарка и да биде одличен кошаркар и да биде користен за општеството. Значи, ние на сите треба да му најдеме една таква место во општеството, меѓутоа за несреќа денеска луѓето кои имаат најмалце способности се тие кои што го диригираат целокупниот организација на систем. Не само кај нас, во цел Балкан, па еве гледам сега и Системот на негативна селекција. и Европската унија како таква, како една замислена форма на Вили Брант и Шарл де Гол, дека луѓето треба да живеат функционално според своите способности и да има една социјална правда и демократија, и тој систем е нарушен. Зошто? Уште еднаш ќе ви кажам, затоа што патологијата го врти свето, не го врти добриот човек. Добриот човек само може да биде пример. И како таков треба да си знае, ја не сум видел силен човек да биде насилен. Не сум видел, значи. Јас сум мајстор џудо втори дан. Генерации деца поминале низ мојата школа и сум помагал по разни клубови. Не сум видел мајстор џудо, мајстор карате да биде насилен, боксер, борач, не сум видел. Значи сум видел некои приучени или недоучени кои што некаде зеле некоја техника, па сега е применува на некој на улица. Обично на многу послаби. На послаби. Затоа што не верувам дека од тие преучени некој се свртал против мајстор втори дан, да. Никако, значи јас еве ајде и тој дел да го кажам од мојот живот, сум бивши специјалец во ПТ-вод. Сите беа од 1,70 м, не беа повисоки. Ненормално јаки и издржливи. Никој не беше. Сите беа најнормални луѓе. Денеска гледам обезбедување од 2 метра по 130 кила. Па и сега многу лесно се иде до тие лиценци за Ама и не се тој квалитет. Јас сум селектирал 12 години луѓе кои што биле со екстремно добри способности и физички и психички за да може да се справа со вакви потешкоти. И ги знам точно квалитетите. Сакам за крај да не забегаме на тој тема. Сакам за крај да упатите само една порака до најзасегнатите на темава на разговорот, а тоа се децата, родителите и луѓето кои што поминуваат огромен дел од денот заедно со тие деца, тоа се нивните наставници. Знаете кај е психотерапијата? Значи, психотерапијата е дома и на училиште. Бидејќи најголемиот дел од денот го поминуваат децата баш во школските клупи и дома. На улица поише дете не може да видиш да игра. Ретко. Сето воспитување е во тој дел. Значи, имав еден случај пред годините каде што едно мирно момче, стариот учител од старата генерација, имаше проблем со едно агресивно дете. Од дисфункционално семејство. Како го реши тој проблем наставникот? На тој начин доаѓаја кај мене едниот и другиот, и децата, и родителите, решија на крајот да го клаа најмирниот и најлошиот заедно. Најлошиот се научи да биде мирен и да решава задачи, а најмирниот се научи да знае да се брани, затоа што стално му стоише раката вака, ако овој го удри нешто, да ја крени и да му врати. Така да таа динамика, таа размена децата зна да ја направи. Тој метод, мислам дека ни го пременувале нас како ученици. Ама сигурно, ама денеска има во школите помалце деца во класовите, така да работата со нив треба педагошкиот дел да биде многу поинтензивен.
Не може да се решава сето во амбуланта или да се решава со полиција или со мерки дисциплински. Значи, мора да се решава во комуникацијата со децата. Има стручни служби, тие стручни служби треба повеќе да работа. Јас гледам дека многу често пуштаат кај мене деца кои што има проблеми со учење, деца кои што има проблеми со однесување. Меѓутоа, таа е нивна работа. Школската психологија е нивна работа. Ние овде решаваме други проблеми, решаваме здравствени проблеми, ментално здравствени проблеми. И малце повеќе треба во таа област. Значи, според вас треба службите да работат поактивно, да си преземат повеќе одговорности, а истовремено тие кои што се жртви треба да имат повеќе доверба во своите служби. Педагошката работа за сметка на воспитната е, да речем, доминантна во однос на воспитната сфера на образованието. Значи, воспитната сфера треба да повеќе да се води сметка, да се гледа тука, да се работи повеќе, да се повикува, значи, да се разговара многу со децата, да му се укажува, така да тие работи постепено се извлече. Еден од основите кои што јас еве како искусен форензичар за деца и за немоćни лица, мој предлог е да се воведи јавен правобранител за деца. И тој јавен правобранител треба да ги има во обзир сите, не да биде партиска личност, како што се зна досега, а он овој да му најме место со факултет ваков таков, да го ставиме овде, него треба да биде лице кое ќе комуницира со децата, ќе ги разбира нивните проблеми и ќе проба да интервенира. Тој метод, според професор Сорен Бус Јенсен од Институтот за психијатрија во Данска, се вика тестемони метод или метод на сведоштво. Исто така, примариус доктор Аница Кос, една од водечките детски психијатри во свето, која работела во сите кризни жаришта со стрес кај децата, иначе од Универзитетот во Лјубљана, таа препорачува градација. Значи, секоја возраст има различни приоритети. И таа има еден многу убав систем направено кое дете што го погодува најмногу према возраст. И тие стручни служби треба да ги зна. А не да го викне, ајде немој вака да правиш и повеќе, ти ќе те пратиме горе или ќе те караме или ќе те преместиме во друго училиште. Казната е оперантно негативна. Значи, тоа е учење на социјално учење кое што може да биде позитивно или негативно по перформансите. Може да му кажеш ти така, меѓутоа тој е обратно да постави, бидејќи не сака да слуша. Сега, дискутабилно би било, али добро е да го отвориме прашањето дали, али јас ќе го поставам, физичката казна, која некогаш се пременуваше во училиштата, доведуваше до некакви мерки кога беа во прашање вакви прекршоци кај децата. Како е забрането, мислите дека има... Не знам, меѓутоа тоа би било и многу интересно прашање за истражување. За истражување? Да, за истражување. Затоа што физичката казна или стравот од повреда е еквивалент на однесувањето на тие деца. Затоа што тој модел после се применува од децата врз други деца послаби. Тоа ми беше идејата, а не да се врати повторно физичката казна. Значи, примената на таа казна дава агресивно однесување. Тоа е веќе чиста работа. Сакам да ви се заблагодарам за твој исклучителен разговор и се надевам дека ќе биде инспирација за многу од нашите гледачи, дека ќе научат многу како да се постават
во одредени ситуации, особено оние родители кои што имаат деца во школска возраст. Јас немам многу што да додадам, затоа бев и само слушател во ова интервју и се надевам дека ќе имаме можности повторно да разговараме на темава, затоа што никогаш не е завршена и секогаш треба уште малку повеќе Пошто не да е се допринесе. завршено како бивши спортиста да кажам дека моторното учење, кое е едно од првите учења во живота на децата, е една од најдобрите воспитни мерки. Затоа спортувајте, движете се, терајте ги децата на дисциплина, само така ќе науча да биде упорни, издржливи, да ќе науча да се брана и ќе науча и да трпа и пораз. Затоа што и поразите се составен дел од животот. Како што и поразите се составен така да фрустрациите нема да бидат до таа мерка изразени. Ви се заблагодарувам уште еднаш, Молам. а со вас се гледаме во наредно интервју. Фала.